Никогаш и никој не бил сит од љубов и прегратки. Затоа и нашата акција Прегратка на дар, тон здравје за болните деца продолжува. Овој пат нашата камера се активираше во основното училиште Кирил и Методи, каде децата со родителите направија играчки полнети со многу желби за здравје и весело детство. Иницијатор на акцијата во ова училиште е една млада наставничка која не само што предава лекции за почетно пишување и сметање, туку ги учи децата на важни човекови карактеристики, хуманост, помага и радува болните. Зато учениците дадоа се од себе за да изработат што повеќе играчки, за да однесат многу насмевки, радост и се разбира најголемиот подарок – љубов ке болните. Со љубовта се може да се победи, па и болеста. Ја ја направив играчката затоа што сакам сите да бидат среќни и здрави. И здрави. Јас ќе им кажам побрзо да оздрават и со здравје и среќа и убаво да се играат со играчки. Кукла ли е? Куклички. Еј, многу еме го. Ајде покажи да го видиме. О, што пишува на кукличките? Гушни. Гушни. Кога сакаш ти да гушнеш? Мама. Баба. Најголемата помош во животот на секој е од родителите. Без нив многу нешта ќе бидат поинакви, сиромашни, бездушни. Затоа ги имаме нив, за да ни покажат и да не научат како се станува добар човек. Сите дечиња за да дочекаат нова година со некој што се уболни зашто се сами да си имаат поклонча. Што одлучивте вие да направите? Па еве 2 снешковци, ова пуната плишана играчка. И тоа. Тешко ли е да се изработи играчка кога знаете дека треба и многу љубов да внесете во неа? Ма не, баш заради тоа не е тешко. Кога се работи нешто со љубов, не е тешко. Кој ви помагаше? Па Деа, Минеа и мајката на Минеа. Sa igračkama da im pošaljemo svu našu ljubav, sva naše osjećaje i emocije koje smo podelili, ugrađujući ih i praveći za njih. Iako je to nešto sitno i malo, minijaturno, ali sa njima ćemo dijeliti sva naše osjećanje. Што може една баба да им порача на болните деца? Што побрзо оздравување и се оздравува само со послушност. Ако не се послушни или какои други што мене не слушаат, одма се разболуваат. Добро, ова е порака и за здравите, значи? И за здравите, да. Освен мајки и баби и еден татко кој учествува во акцијата. Не имаме желба да им помогнеме на децата, нели, да направат што поубаво да изгледа тоа, да подарат убав подарок за дечињата други. Како се снаоѓате во шиењето, во пакувањето? Некако се снаоѓаме, се трудим. Тешко е или лесно? Ништо не е тешко ако се сака. За крај ги повикуваме сите да се приклучат кон големата прегратка од рачно изработени играчки која ќе им ја подариме на болните деца. Македонија има срца кои знаат да ја покажат хуманоста и љубовта кон секого. О Македонија